Да, спортско-рекреативниот центар 25 мај во Радовиш е еден од поголемите центри во Македонија. Според условите кои повеќе сали во Македонија, мака мачи со одредени проблеми кои ги засегаат не само спортистите, туку и екипите кои доаѓаат да гостуваат. Најчести проблеми се подот, тврдиот под и намањето на грење. Сепак, да бидеме реални, и во другите сали каде што сме биле, не е нешто многу сјајна сликата, но има сали кои може да послужат како пример. Од тој поглед се мисли на подот и на грејењето. Многу ретки се салите во Македонија, единствено во Скопје можеме да кажеме дека имаме затоплени сали. Во Охрид исто така имаме затоплена сала и мислам дека е убав пример да повлечеме од нив како поука, како може да се организира и да се менаџира. Сепак, освен подот и грејењето, кој што рековме, има напредок во организирањето на салата, односно во условите кои се ствараат за спортистите. Како што реков, за нас најбитна е подлогата на која тренираме, има најави, веќе и во сериозни преговори се, кои што ги имам последните информации, дека ќе биде сменет подот. Сега не знаеме точно што ќе биде, дали паркет, дали герфлор специјално. Има најави исто така и за грејењето. Кога ќе точно не можеме да кажеме, бидејќи немаме информација, но сепак тие најави се се погласни и се повеќе се шпекулира за нив дека ќе бидат во скоро време. Од друга страна, подобрени се многу услови во спортско-рекреативниот центар 25 мај, имаме реновирани собликувални, санитарните чворови се повеќе се средени, вецењата се многу подобри од колку што беа, да бидеме реални. Донесени се нови стативи, имавме стари стативи, донесени се нови стативи, одобрени од ЕХФ, од Ракометната светска куќа. Мислам дека одиме во добро темпо, но најбитен приоритет ни е подлогата, односно теренот за надпреварување и грејењето. Бидејќи е многу тешко во зимските услови, особено во бидејќи се уште трае и сезоната во тие месеци, е многу тешко за ракометарите, тоа се случуваат и најголемите повреди, колку и да загреваме, колку и да губиме време за загревање, сепак ладното време се го прави своето и доаѓа до несакани повреди. Тешко е, да. Тие што не се секој ден тука, што не тренираат на овој пот, им е тешко да се прилагодат. Додека кај нашите играчи, бидејќи јас долго време играв тука, 10 години, само во Суперлига и плюс во прва лига уште околу 12 години, остив на мене дека се случуваат повреди од самиот пот. Бидејќи е тврд, таков е и ракометот како спорт, конкретно, контактен спорт, многу скокање, многу трчање, многу дуели, така да телото се троши. Па добро, споредбено со сега полоши беа. Искрен да бидам, реално не е некоја голема разлика, но сепак одиме на подобро. Мислам дека одиме на подобро, некои работи што ни смета, некои ситници, што се сакаме да ги кажеме ние спортистите, кои ни сметаа, се санираат. Да не зборавам, имаме и нов семафор, огромен семафор видеобим, кој, еве да кажем, ја не сам Дански имаат во Скопје, друга сала не знам каде имаат така видеобим. Одличен потек, не само за нас како професионална екипа, и за рекреативците, и за тие што доаѓаат од страна, оставаме еден убав печаток како сериозен град, како сериозен клуб, како сериозен спортски објект. Во секој спорт ако немате доволно средства за да набавите тие основни средства што ви сте, не може да очекувате успех. Играчите се тие, мора да им се овозможат најдобрите услови за да се излезе најдоброто од играчите. Секој играч не е ист, ама секој има свој капацитет, што со одредени услови може да се постигне и на високо ниво. Секој дека ни е потребно и условите, најбитни ни се условите, не само за сениорската екипа, овде зборуваме и за помалите категории, младинците, пионерите, кадетите, сепак тука зборуваме за деца од некоја 14-15 годишна возраст до околу 21 година возраст, која се во најголемиот развој. Лошо е да се случуваат тие повреди поради немање на услови.